Добре дојдовте во училница. Денес ќе работиме со поимот дробки. Дробка е број што содржи еден или неколку еднакви делови од целото. Па со таа цел, овде веќе нацртав јас едно цело, представува едно цело, а следниото цело го поделив на половина. Па затоа во едната половина запишувам една половина и во другиот дел запишувам една половина. Што значи едно цело се состои од две половини. Следниот пример е со пица, каде што пицата е поделена на два дела. И запишувам една половина. Дробката се запишува со помош на дробна црта. Оваа цртичка представува дробна црта. Горе бројот се запишува оној дел кој што е обоен или исполнет. Во овој случај значи само половината од пицата и представува бројител. И под дробната црта се запишува број, тоест онолку делови колку што е поделено едно цело. Во нашиот случај се 2, па затоа запишуваме 2 и представува именител. Еве примери, исто, каде што целото е поделено на 3 делови, па затоа запишуваме 2 третини. Цртичката, значи рековме се вика дробна црта, а бројот над дробната црта се вика бројител, а под дробната црта се вика именител. Следното цело е поделено на 4 делови, од кои 3 се обоени, па затоа запишуваме 3 четвртини. Бројот значи над дробната црта се вика бројител, а бројот под дробната црта се вика именител. Веќе во следниот пример гледаме дека целото или кругот е поделен на 4 делови и е обоен само еден дел, па затоа запишуваме една четвртина. Доколку сакаме да запишеме колкав дел не е обоен, тоа се 3 четвртини, а едното цело е составено од 4 четвртини. 1, 2, 3, 4 четвртини. Па затоа запишуваме едно цело е еднакво на 4 четвртини. Правоаголникот е овде поделен на 5 делови, иако е прашањето колкав дел е обоен, гледаме дека само еден дел е обоен и затоа запишуваме една петтина. Ако ни беше прашањето колкав дел е необоен, значи 1, 2, 3, 4, 4 петтини. Целото е составено од 5 петтини, па затоа запишуваме 1 е еднакво на 5 петтини. Едно цело е еднакво на 5 петтини. Во следниот пример, кој каде што веќе е решен, но да го разгледаме и да видиме дека првиот круг е поделен на два дела, а обоен е само едниот дел, па запишуваме една половина. Во вториот круг гледаме дека е поделен на 3 делови, а обоен е само еден дел и запишуваме една третина. Во следниот круг гледаме дека е поделен на 4 делови, а обоен само еден, па запишуваме една четвртина. Следниот е поделен на 5 делови, а обоен само еден и запишуваме една петтина. Следниот круг е поделен на 6 делови и запишуваме една шестина. Следниот е на 7 делови, обоен еден дел, запишуваме една седмина. Потоа кругот е поделен на 8 делови, а обоен еден дел и запишуваме една осмина. Следниот е поделен на 9 делови, обоен е само еден, па запишуваме една деветтина. И последниот круг е поделен на 10 делови, обоен е само еден и запишуваме една десеттина. Еве сега во наредниот пример можеме да видиме и вие се разбира во вашите тетрадки да зацртате и напишете колкав дел е обоен од целото. Јас ќе ги кажам усно,
а вие слободно во вашите тетрадки може да се нацрта и запише колкав дел е обоен. Гледаме дека во првиот круг веќе е поделен на 4 делови и веќе обоениот дел е запишан дека тоа е 1/4. Следниот круг е поделен на 3 делови, а обоен е само 1, па тука запишуваме дека е 1/3. Наредниот круг е поделен на 4 делови, а обоени се 2, па запишуваме 2/4. Па наредниот круг е поделен на 3, обоени се 2, запишуваме 2/3. Следниот круг е поделен на 5 делови, обоени се 3, значи 3/5. Па кругот ни е поделен овде на 5 делови, обоени се 2, што значи 2/5. Потоа имаме повторно на 5 дела, каде што е само еден обоен и запишуваме 1/5. Пак кругот е поделен на 4, обоени се со црвено 3 дела, па запишуваме 3/4. Потоа имаме 5 на 5 делови поделен кругот, каде што се обоени 4 делови и запишуваме 4/5. И последниот круг каде што кругот е поделен на половина и е обоената само едната половина, па запишуваме 1/2. Следно овде може да секој дома да го изработи ова роботче, кое што е изработено со помош на дропки. Гледаме дека главата му представува еден правоаголник кој што е поделен на 2 дела и секоја представува по 1/2, лево и десно е 1/2. Телото му е представено со еден полукруг кој што е поделен на 4 делови, затоа запишуваме за секој дел дека представува 1/4. Стапалата му се исто така од полукругови изработени, каде што се поделени на 2 дела и затоа запишуваме на секој дел дека представува 1/2. Исто рацете и нозете можат да се поделат, во овој случај 1, 2, 3, 4, 5, значи секој дел представува по 1/5 од раката, а додека дланките му се поделени на 4 делови, што значи секој дел е по 1/4. Кога работиме со дропки, можеме да го користиме ѕидот на дропки, кој што ни е од помош и гледаме сега во случајот дека едно цело, една прачка, овде ја гледаме цело и затоа е запишено со бројот 1. Во наредното, тоа едно цело е поделено на 2 дела, по 1/2, па наредното е поделено на 3 дела, значи на третини, на четвртини, петтини, шестини, осмини, десетини и 12. Џидот на дропките можеме да го користиме за споредување и подредување на дропки, кој што ќе ни помага во работата со дропки. Денес на онлайн постојат значи многу игрици, јас издвоив неколку кои што се лесни, но и ни помагаат во изучувањето на дропки. Во овој случај јас се издвоив играта каде што се наоѓа во вселената едно човече кое што има задачи да ги наоѓа, значи колкав дел од целото треба да се обои. Во случајов ни е дадено 1/5, па 2/5, па 3/5, 4/5 и каде што во првиот случај обојуваме едно делче, во вториот 2, во третиот 3, во четвртиот 4 и на крајот ја потегнуваме рачката за да ја завршиме играта. Бидејќи дојдовме при крај на нашата лекција, еве за домашна задача, нека секој дома на еден лист или во своите тетрадки да нацрта 5 кругови кои што ќе ги поделат на 1/2, 2/5, 3/4, 5/6 и 7/8. Ви благодарам за денешниот час.